со цел заштите на основните човекови слободи и права на човекот и граѓанинот, во согласно со Уставот, законите и ратификуваните меѓународни договори. Јас, Тони Нанчовски од Ресен, во согласно со моите убедувања како правник дека ветинг во судството се прави со дедукција и со директно посочување и земање под одговорност на суди и поединци, јавно објавувам повик до граѓаните на Ресен, Преспа и други, кои имали судски предмети, без разлика на тоа дали биле тужени или тужители во основниот суд во Ресен, а постапките ги водел Никола Бундевски, без оглед на тоа дали истите се правосилно завршени, извршни, завршило извршувањето или се водат по вонредни правни лекови, а сметаат дека со неговата одлука се обесправени или оштетени, слободно да се јават кај мене со цел превземање на действија за победа на личната правда и помош на нашата држава во воспоставување на правна држава. За реализација на овој потфат веќе се формира и тим од правници, невладени организации што се занимаваат со оваа проблематика, волонтери, релевантни пишувани и електронски медиуми и други со цел победа на правото и правдата. Каква и да биде судската одлука, ако таа е донесена со сторување на кривично дело или истата ја донел нестручен или несовесен судија, работата не завршува со правосилност и извршност. Судскиот совет, Европскиот суд за човекови права, а најмногу јавноста, се тела кои можат да исправат неправди. Правдата и правото без заедништво и упорност не доаѓаат сами. Само ако не има повеќе ќе извојуваме сигурна победа. Јас, Тони Нанчовски, ви гарантирам. Дискрецијата ја гарантирам и постапките се на моја одговорност. Слободно јавете се, секој работен ден, на 078 261 189 од 10 до 14 часот, на имейл advokat.nancovski@gmail.com, на Facebook Тони Нанцовски или ма разбираш, или пак во мојата канцеларија во Трговскиот центар во Ресен. Ветингот го прават граѓаните. Тие се суверен на оваа држава. Пресудите се носат во наше име и затоа ние имаме право да знаеме дали се тие правични и правно издржани. Ако не се, некој мора да одговара и да ја надомеси штетата што ја направил. Тони Нанчовски.